Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Не поминаа ниту 100 дена, а полицијата, раководена од Оливер Спасовски и Социјалдемократскиот сојуз, почна да пука кон малолетници. Едно 17-годишно момче со повреди во градниот кош се уште се бори за живот на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување, а врз второто е извршена хируршка интервенција и во моментов се наоѓа на медицинска нега во Струмичката болница. Вака изгледа полициското работење кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт. Криминалците уживаат. Нема заплени на дрога, нема заплени на оружје. Затоа има малолетници застрелани од полицијата. Поминаа 20 часа од крвавиот инцидент, а Оливер Спасовски молчи и се крие. Молчи и се крие и новиот директор на полицијата Лазе Велковски, а го нема ниту ново поставениот началник на Струмичката полиција Танчо Пројковски. Се однесуваат како момчињата да немале родители или браќа и сестри кои се загрижени. ВМРО ДПМН предупредуваше дека хаосот што го креира Социјалдемократскиот сојуз во полицијата ќе предизвика катастрофални последици. ВМРО ДПМН предупредуваше дека незаконското и насилничко разрешување на професионалците во МВР и поставувањето на некомпетентни партиски кадри ќе резултира со нарушување на мирот и безбедноста на граѓаните. Не поминаа ниту 100 дена и јавноста веќе гледа дека тоа се случува. Неспособноста и неодговорноста на владата на Зоран Заев почнува да ги зема првите жртви. Одговорност за ваквото однесување на Социјалдемократскиот сојуз мора да има. Началникот на СВР Струмица мора да биде сменат. Доколку се толерира ваквото непрофесионално работење, следниот пат нема да бидат загрозени само 2 живота, туку многу повеќе. Почитувани, хаосот што го гледаме е директна последица на тоа што во МВР се врши брутална партизација и незаконски се унапредуваат лица кои не се водат по професионалните стандарди, туку работат по политичка наредба. Хаосот што го гледаме е последица на тоа што полицаецот кој спротивно на сите процедури внесе оружје во собранието и пукаше кон граѓаните на наредба на Заев, сега е унапреден во началник. Унапреден само затоа што не постапувал по закон, туку по наредба што му ја дал Зоран Заев. Хаосот што го гледаме е директна последица на тоа што изминатиот период Спасовски и функционерите на СДС поделија преку 500 решенија со намера да се формираат партиска полиција. На ваквото безредие и беззаконие не смее да се молчи. Поради нивното несовесно работење, Социјалдемократскиот сојуз за многу скоро ќе ја понесат политичката одговорност уште на следните локални избори. Сите прекршители на законите, мотивирани или принудени од Социјалдемократскиот сојуз, треба да знаат дека повраќањето на власт на ВМРО ДПМН ќе бидат санкционирани, а сите одлуки донесени од Социјалдемократскиот сојуз ќе бидат ревидирани и исправени. Со враќањето на правната држава и демократијата во Република Македонија, сите криминалци и прекршители на законот ќе одговараат. Сите, од прв до последен. За криминалите и антидржавните дејствија кон државата и нејзините граѓани мора да има соодветни санкции. Ви благодарам.